Штипскиот градоначалник изгледа настапува на огромно задоволство на публиката, особено на медиумската. Од таму и не зачудува како сервисирањето на редовните и плански преземени обврски се третира како специјална изведба на сценско дело. Денеска на репертоарот е улицата Коле Неделковски во населбата Блок 70, популарна помеѓу штипјани позната како населба Леваци. Но изгледа не е само тоа и не е само тој, бидејќи станува стил со исклучителни импресии во одушевување, со зборови на глорификација да се информира за активностите кои би требало да се вообичаени, а некој дури и само како идеја. Мега еколошка акција подготвува општина Карбинци по повод денот на пролетта. Спектакуларен проект најави денес градоначалникот на Штип Иван Јорданов. Проектите се само најава, бидејќи допрва ќе треба да се евалуираат во ресорното министерство, кое може некој од нив и да не ги прифати. Иако е симптоматично што за дел од нив веќе се говори како се завршени, иако тие се само на хартија. Охрид конечно ќе добие катна гаража. За овој проект општината аплицираше на вториот повик на владата за добивање на финансиски средства за инфраструктурни инвестиции. И додека блиските се туркаат за проекти, нивните опоненти не можат ни самите да се договорат каква е состојбата. Како инаку да се протолкува интервјута на партискиот подпредседател, во кое тој се конфронтира со првиот човек на општинската. Едниот вели има пари, другиот нешто различно. Коњановски и неговите соработници ја доведоа општината во состојба да не може редовно да ги сервисира своите обврски. Општинската каса е празна. Некому пак касата му е полна, ама стандардно во речникот му недостига некој познат збор. Или можеби не е така, туку покрај водорамност поведува и нова, уште една назнака за положбата, насоката или позицијата. Поведовме групи повеќе во делот на одржување на сообраќајни знаци, хоризонтална, вертикална сигнализација. И на крајот, кога сите божем нешто сигнализираат. Кој и зошто ја блокира општина Струмица? И јас и граѓаните заслужуваме одговор. Реконструкцијата на патот Струмица-Дабиле со булеварско решение не ја кочи ВМРО ДПМН. Време е да се размисли, оти со ваков тип на поларизација. Граѓаните може единствено да ја дознаат вистината само ако функционерите бидат ставени на детектор за лаги. И тоа таков, што нема да го набавуваат ниту едните, ниту другите. Оти при транспортот може да заглави или пред Струмица, или пред Дабиле.